Револт и лутина кај 180 патници кои на 29 март од Германија допатуваат дома со хуманитарен лет. Сведочат дека во договорот за организиран авионски превоз пишувало дека вкупната цена на чартер летот изнесува 40.000 евра. Во документите кои ни ги испратија, јасно стои дека само 4 дена подоцна, на 2 април, за повратниците кои патувале на истата релација, вкупната цена на чартер летот изнесува 27.000 евра. Изманипулираните патници сведочат дека биле принудени да ги потпишат договорите, кои биле ставени на седиштата пред секој патник. Појаснува дека иако првично им било кажано дека авиобилетот ќе чини 110 евра, кога полетал авионот, фатени во тесно всушност сватиле дека се излажани. Иако со денови претходно контактирале со представници на Министерството за надворешни работи, тие дури во авионот дознале дека вкупната цена на чартер летот од 40.000 евра се дели на сите патници, што значи наместо 110, цената на билетот ќе чини 222 евра. Нашиот лет кошташе 40.000 евра. Што дојдовме ние на 29 март. Вчерашниот лет од истиот аеродром Бонкел кошташе 27.000 евра. Тие нас ни рекоја хуманитарен лет дека е. Ама ова не е хуманитарен лет, ова е арамиско гнездо. Од нашава држава ние се осеќаме измамени, изманипулирани и плюс то гледаме ние на интернет, пратиме ситуација, Србија сиве своји граѓани во Србија држава ги донесе на трошак на држава. Па ние овдека во ова држава плаќаме цел живот даноци. Дали дојдеа тие до тие 100 наши евра да ни ги украдат, да не прават будали, не е за парите, ама будала да те прават во здрав разум, некој треба, па се осеќаш неубаво. Од нас и нашата мака прават бизнис, вели друга наша соговорничка, која сакаше да остане анонимна. Се согласивме, вели, да не однесат во 15-дневен карантин, кога ќе стапиме на македонско тло, но ако навреме ни кажеа дека билетот ќе не чини 222 евра, на свој ризик ќе останевме во Германија. Тоа за нас се многу пари. Бевме во безизлезна ситуација, од авион не можеш да излезиш, да скокниш не смеш. Ако тие представниците од Скопје што беа, ни кажеа дека билетот ќе кошта толку, можда половина од авионов од патниците ќе се вратеа назад. Затоа што сите реагираат, буквално сите реагираат на таа цена. Тие цени за нас се висок, ние сме пензионери. Значи, од кои пари ние да платиме заедно со мажор 450 евра, а да земеме пензија по 200 и кусур евра. Од кој што половината одат за лекарство. Дури еден човек беше опериран од плуќа, почна да му се лоши никаков третман, а и го седна под стюардесите. Значи имаше секаков вид на патници, мајки со деца, болни луѓе. За ова уште вчера побаравме информација од владиниот портпарол, но не добивме одговор. Инаку нашите соговорници ни раскажаа и дека авионот тргнал со 7 часа до оцнење, а кога втасале дома на аеродром не им било дозволено да извршат нити физиолошка потреба. И ова е само дел од голготата низ која поминале.